Термин резервиран за дневник на К1 телевизија. Носиме информации од регионот Македонија и светот. По кратките најави кои ги означуваат настаните на денот, започнуваме веднаш. Останете со нас. Државната изборна комисија се произлезе по приговорите. Течат роковите за жалби. Врдарскиот и Источниот плански регион планираат заеднички да градат технолошки парк. Престижниот ВОК порачува Македонија меѓу 6 дестинации кои наредната година треба да се посетат. Државната изборна комисија одлучуваше по приговорите на БЕСА и СДСМ. 11 отфрли, една прифати. 2 приговори ги повлече СДСМ. Течат роковите во кои политичките партии имаат право одлуката на ДИК да ја обжалат пред управниот суд. БЕСА најави дека нема да се жали. Дијана Иванова има повеќе. Откако ДИК се произнесе по доставените приговори од политичките партии Движење БЕСА и СДСМ и коалицијата, останува да ги достави решенијата до поднесителите и тие во рок од 24 часа доколку сметаат дека треба да ги обжалат, тоа да го сторат до управниот суд. Инаку ДИК наместо за 24 часа по приговорите одлучуваше скоро 72 часа. Движењето БЕСА поднесе 8 приговори, од нив ДИК отфрли 7, еден приговор е прифатен и поништено е гласањето на едно избирачко место во Гостивар. И СДСМ и коалицијата имаа поднесено 8 преставки, 2 самите ги повлекоа, останатите 4 ДИК ги отфрли. Доколку до управниот суд пристигна тужби на одлуките на ДИК, 5 суди избрани по пат на ждребување ќе одлучуваат. Инаку интернет порталот Мета пренесува изјава на Орган Муртезани, потпорол на БЕСА, кој вели дека органите на партијата веќе оцениле да не поднесуваат тужба до управниот суд. За сега неизвестно е дали СДСМ ќе поднесе тужби. Доколку тие достават тужби, управниот суд за носење на крајните одлуки на располагање ќе има 48 часа од добивање на истите. Американскиот Вашингтон Пост пишува дека Никола Груевски, лидерот на македонската конзервативна коалиција, која победи на изборите, обвини дека странски медијатори, амбасадори и представници на странските држави се мешаат во внатрешните работи на државата. Вашингтон Пост пишува: ВМРО ДПМН ја победи опозицијската СДСМ со тесна разлика, но и дека лидерите на 4 албански партии кои освоија мандати во парламентот имаат средба во Тирана со албанскиот премиер Еди Рама. Вкупно 199 милиони евра странски капитал се инвестираат во првите 9 месеци годинава, според извештајот на Народната банка на Република Македонија. Овие странски инвестиции ќе донесат многобројни вработувања. Деталите ги има Катерина Нацева. 23,2 милиони евра германски инвестиции, 23,1 милиони евра турски инвестиции, 12,5 милиони италијански инвестиции, 11,5 милиони евра инвестиции од Луксембург и речиси 12 милиони евра бугарски инвестиции се влеани во Република Македонија од почетокот на годинава до септември. Според извештајот на Народната банка на Република Македонија, вкупно 199 милиони евра странски капитал се инвестирани во првите 9 месеци од годинава. Само во последните 3 недели беа објавени 10 странски инвестиции кои ќе донесат 3000 нови вработувања. Во најавените инвестиции, 2 фабрики ќе бидат изградени во Битола со кои ќе се отворат 260 нови работни места. Првата инвестиција е турската компанија Целмак која се занимава со металопреработувачката индустрија, инвестиција вредна 8,6 милиони евра. Грчката компанија Пластики од областа на производството на изолации и пластични материјали кои се
употребуваат во градежни производи, донесоа финална одлука за инвестирање во општина Битола со планиран број на вработени на 150 лица и инвестиција од 2 милиони евра. Тие ќе ја реализираат инвестицијата во браунфилд објект наредната година. In the beginning, we are starting with a capital of about the investment is going to be about 500,000 euros, and I think that after 2.5 years, the amount will rise in 2.5 millions, and we are going to start with about 30 employees, and I hope that after two years we are going to employ about 150 people. Германски ВИК за производство на апарати за домаќинство ќе инвестира во Прилеп и ќе отвори 1000 нови работни места. Планот е да започне да се гради фабриката во првото тромесечие од наредната година на 10.000 квадратни метри и да биде готова до крајот на идната година, кога ќе започне и производството. Во македонски брод американска компанија ќе произведува амуниција, огнено оружје, панцири и слично. Инвестиција со која ќе се вработат 200 лица. Одлука на инвестирање во индустриската зона во Крушево донела и најголемата грчка компанија за преработка и откуп на тутун во Грција. Во нивниот производствен капацитет е предвидено да работат 300 лица, а инвестицијата е вредна 5 милиони евра. And SEK is the biggest in volumes, Greek company, and the second biggest company in Balkan countries. We decided to come in your country. Your country is very attractive to invest. So we decided to come here and to make a new factory in Kruševo area. Во зоната Бунарџик турската Джагатах Кабло ќе изгради фабрика во која ќе се произведува електроника за автобуси и земјоделска механизација, инвестиција од која ќе бидат вработени вкупно 200 лица. Компанијата Либринефт од Република Полска донесе одлука да инвестира во Македонија во производство на хидроулични масла и други масла за подмачкување во Неготино. Оваа инвестиција ќе донесе до 10 милиони евра и ќе отвори нови 100 работни места, и тоа наредната година со планови за понатамошно проширување. Вардарскиот и Источниот плански регион подготвуваат заеднички проект за изградба на технолошки парк. За развој на економијата неопходно е да се отвараат технолошки паркови, вели првиот човек на Сојузот на стопански комори Митко Алексов. Деталите во прилогот што следува. Вардарскиот и Источниот плански регион имаат желба заеднички да реализираат проект за изградба на меѓурегионален технолошки парк. Идејата е реално остварлива, вели извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексов. Тој во информативната емисија Отворено за вели дека за развојот на современата индустрија неопходно е формирање на технолошки парк, бидејќи тука доминација добиваат знаењето и иновативноста за сметка на суровините, енергијата и физичката сила. Повисоки технолошки форми на производство, каде што претежно врз основа на европските искуства и регионалните искуства станува збор за производства во информатичките технологии, значи дали услуги или производство на програми, софтвери и така натаму, меѓутоа и електроника, микроелектроника, наноматеријали, нешто што е многу перспективно, тие ситните материјали, потоа биотехнологија, генетски инженеринг. Сите тие работи се прават во такви технолошки паркови. Функционирањето на технолошкиот парк е од значење за малите и за големите компании, вели Алексов. Овозможување на едно посовремено производство, намалување на трошоците за производство и заштита на животната средина, а зголемување на животниот стандард на граѓаните. За реализација на проектот за изградба на технолошки парк одржана е и првата работна средба на фокус групата. Според информацијата објавена на веб страната на Вардарскиот плански регион, чешкиот експерт Душан Кулка го промовирал проектот. Електронски систем за водење на регистарот на откупувачи на земјоделски производи со целосна евиденција на родот.
се воведуваат во земјава со цел целосен увид во работењето на трговците и откупувачите и тргувањето во откупните центри. Валентина Михайловска има повеќе. Електронски систем за водење на регистарот на откупувачи на земјоделски производи со целосна евиденција на родот се воведува во земјава. Евиденцијата се врши од договорените количества со производителите до откупните центри и нивната исплата. Со воведувањето на електронскиот систем ќе има целосен увид во работењето на трговците и откупувачите и на тргувањето во откупните центри. Истата ќе има контрола на исполнувањето на условите од договорот меѓу трговците и фармерите. Се очекува бројот на договорите кои ќе се внесуваат во системот на годишно ниво да се движи помеѓу 50 и 100.000. Вкупните тргувања треба да бидат неколку пати повеќе. За неколку групи на земјоделски производи ќе се води електронската евиденција, односно за тргување со овошје, зеленчук, грозје, добиток, млеко, печурки, жито, маслодajни култури и мед. Сдруженијето на пензионери во Велес во соработка со општина Велес со низа активности се со цел подобрување на животот на пензионерите од руралните средини. Обезбедена е лекарска екипа која 2 пати во неделата ги посетува пензионерите во нивните домови и врши здравствени прегледи. Но оние кои им е потребна финансиска поддршка добиваат и набавка на лекови и намирници. Сања Левкова Ангелова има повеќе во прилогот што следува. Поголема грижа за старите лица од помалите населени места. Сдруженијето на пензионери од Велес со низа активности се со цел подобрување на животот во третото доба. Во руралните средини веќе обезбедена и лекарска екипа, која 2 пати во неделата ги посетува пензионерите во нивните домови и врши здравствени прегледи, изјави председателот на Сдруженијето на пензионери од Велес, Веле Алексовски. Помошта во натурални продукти, но најголема помош е некој да ги праша што им треба, нега ли треба од друго лице, здравствена нега им треба, ево овој дом што го направиме, сега служи исто и како амбуланта, иако 2 пати седмично доаѓа лекар, односно медицинска сестра, сепак има каде се собера сите села, немаат вакви услови и затоа нашата мобилност е ваква да ние одиме кај нив, а не тие кај нас. Освен набавка на лекови и намирници, пензионерите од руралните средини добиваат и финансиска поддршка. Алексовски вели дека во текот на годината се одбираат стари лица на кои им е потребна финансиска помош, со која лицата од третото доба ќе можат да ги задоволат своите елементарни потреби и да имаат подобен живот. Ние покрај тоа натурално во натура и ги помагаме исто така и финансиски. Еднаш и 2 пати годишно. Всушност тоа се средства наменети за редовни пензионери, но ние не ги делиме. Тој што нема. И било да е инвалидски пензионер, што е уште полошото и не може да поработи нешто плюс ако може и така ги помага ни. Во рамки на неделата за грижа на стари лица, минатиот месец во руралните средини беа посетени неколку пензионери во нивните домови. На овие лица им беше обезбедена помош во прехранбени продукти. Од Сдруженијето на пензионери од Велес велат дека и во иднина продолжува соработката со општина Велес, се со цел поддршка на старите изнемоштени лица во малите населени места. Заврши манифестацијата Кавадарачка културна есен 2016. Оваа година беа организирани над 70 настани од културата, и тоа изложби, концерти, промоции, предавања и слично. Но овде не завршуваат настаните од културата во Кавадарци. Она што следува се новогодишни представи за најмладите и повеќе концерти. Повеќе во прилогот на колешката Мартина Митков. Со целовечерен концерт Златко Јованов, Трубе и пријателите во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци синоќа заврши манифестацијата Кавадаречка културна есен 2016.
Присутните уживаа во концертот на професорот Златко Јованов, кој ја одбележа педагошката дејност и неговата работа со млади таленти трубачи од Кавадарци. Поводот е тоа што во Кавадарци долго години во мојата педагошка работа е присуството на голем број талентирани млади ученици кои веќе континуирано, веќе 30 години во мојата педагошки работа со трубата допринесе да покажам голем број на резултати во делот на трубата, не само на државно, на локално, туку и на меѓународно и пошироко. И затоа како ова вечерен концерт, целовечерен концерт е за тоа и поводот да бидам јас како целовечерен концерт на насам на мои ученици кои се од нашето училиште, кои моментално изучуваат труба, исто и кои изучуваат во средните музички училишта во Штип и во Скопје. Оваа година манифестацијата Кавадаречка културна есен донесе над 70 настани од културата, и тоа изложби, концерти, промоции, предавања и слично, на што можат да ни позавидат многу други општини, рече Владимир Тимков, директор на културниот дом. Манифестација која што трае веќе 70 дена и на која што се поместија повеќе од 70 настани од областа на културата. Ова година овие настани беа поместени во 4 дејности кои што Дом на култура ги има во својата годишна програма, и тоа е сценско-музичката дејност, ликовната дејност, издавачката и театарската дејност. И да ви кажам, мислам дека ние успеавме со она што ни беше зацртано како програмска активност и на граѓаните на Кавадарци понудивме многу настани, како од сопствена продукција, така и настани кои што го одбележуваат културното живење на Македонија па и на Европа. Со завршувањето на културната есен не завршуваат настаните од културата во Кавадарци. Напротив, тие продолжуваат со несмалено темпо и во наредниот период. Она што следува се новогодишни представи за најмладите и повеќе концерти. Македонија помеѓу 6 дестинации кои треба да се посетат во 2017 година. Ова е препорака на престижниот ВОК, Охрид идеално место за уживање во македонската успешна сезона на виното. А за панорамско разгледување ВОК ја сугерира турата преку Галичица до Преспанско езеро. Расте бројот на лица заболени од грип. Во Македонија минатата недела регистрирани се 273 новозаболени, соопштува Институтот за јавно здравје. Вести од земјава во продолжение. Македонија е меѓу 6 дестинации кои престижниот ВОК препорачува да се посетат во 2017 година. Добре дојдовте во Охрид, Македонија, крајно совршен град, полн со шарм на стариот свет, поставен на брегот на брилијантното Охридско езеро. Ова светско наследство на УНЕСКО се наоѓа на крстосница, меѓу 3 национални паркови, привлекувајќи туристи, планинари, алпинисти и луѓе кои што бараат одмор. Локалните жители тука шетаат по камена пешачка патека, а кануата лебдат во езерските води кои осцилираат. Охрид е идеално место за уживање во македонската успешна сезона на вино, пишува ВОК во текстот објавен во петокот. Авторот на статијата препорачува да се посети најфотографираното обележје на Охрид, црквата Свети Јован Канео, и задолжително да се види градот од врвот на Самуиловата тврдина. Прошетете по стариот град, поминете покрај куќите украсени со бугенвелија, сакси и бршлен, додека не стигнете до плажата Канео, пишува ВОК во текстот. За панорамско разгледување, ВОК ја сугерира турата преку Галичица до Преспанско езеро, но и препорачува ноќно возење со бродче од ресторанот Острово во близина на реката Дрим и манастирот Свети Наум. Меѓу балканските дестинации кои што ги препорачува ВОК како нетуристички се и Призрен, Белград, Трансилванија, Химара и Херцеговскиот регион. Расте бројот на лица заболени од грип во Македонија, како што соопштува Институтот за јавно здравје. Минатата недела регистрирани се 273 заболени. Вкупната официјална бројка до 11 декември е 1243 заболени лица. Според анализата на Институтот, најмногу заболени има во Куманово, потоа во Тетово. Најчесто заболени се лица на возраст од 15 до 64 години. Епидемиолозите велат дека пријавениот број на грип и заболувања слични на грипот, како и лабораториските потврди, покажуваат дека Македонија официјално е во сезоната на грип.
Како превентива од оваа болест во државава, неодамна се вакцинираа 26.607 лица, велат од Институтот за јавно здравје. 67% од оваа бројка се лица на кои во здравствениот картон им пишува дека имаат историја на хронични заболувања. Епидемиолозите порачуваат токму оваа категорија на болни да се вакцинираат од сезонски грип. Туризмот во Албанија клучен сектор за развој на националната економија, објави Централната банка на Албанија. Подводниот дрон што кинеската воена морнарица го заплени во меѓународните води на Јужното Кинеско море, ќе им биде вратен на Соединетите Американски држави, соопштува Американското министерство за одбрана. Автобуси за евакуација по надзор на Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Сирискиот арапски црвен крст влегоа во источно Алепо, вести од светот. Повеќе од половина милиарда евра реализирала албанската економија во третиот квартал од оваа година, објави Централната банка на Албанија. Од јули до септември или во екот на летната туристичка зона, странските туристи во Албанија потрошиле 521 милион евра. Ова е за 25% повеќе од истиот период минатата година. Од Централната банка посочуваат дека приходите остварени во првите 9 месеци од оваа година изнесуваат 1 милиарда 161 милион евра, што пак за 15% е повисоко во споредба со истиот период минатата година. Ова се најдобрите постигнати економски бенефити во Албанија, со што се потврдува дека туризмот станува клучен сектор за развојот на националната економија. Од Централната банка нагласуваат дека добивката од туризмот е главната компонента која го компензира високиот трговски дефицит кој што го има земјата. Подводниот дрон што кинеската воена морнарица го заплени во меѓународните води на Јужното Кинеско море ќе им биде вратен на Соединетите Американски држави. Ова го соопшти Американското министерство за одбрана. Пред 3 дена Кина соопшти дека заробила дрон и обвини Америка. Пентагон преку соопштение информираше дека дронот се користел за спроведување на научни истражувања. Новоизбраниот председател Доналд Трамп го осуди инцидентот и ги обвини кинезите за грабеж. Пишаните медиуми во Америка испаднаа со статии во кои стои дека запленувањето на дронот можеби е порака на официјален Пекинг до Трамп и неговата администрација, откако тој имал телефонски разговор со теванскиот председател и неговото толкување за политиката на една Кина. Во источно Алепо, во последната енклава под контрола на бунтовниците, влегоа автобуси за евакуација. Процесот е под надзор на Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Сирискиот арапски црвен крст. Сириските медиуми јавуваат дека автобусите ќе бидат искористени за евакуација на бунтовниците и цивилите. Евакуацијата од областа под контрола на бунтовниците во источно Алепо беше прекината во петокот, поради барање на провладините сили да се евакуираат жителите на селата Алфуа и Кефрија, кои се под опсада на сириските бунтовници. Во Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе се гласа за предлог резолуцијата на Франција за распоредување на меѓународни наблюдувачи во Алепо со цел мониторинг и координација на евакуацијата на луѓето во источниот дел на Алепо. Времето денеска суво и сончево со мала до умерена облачност. Температурата се движеше во интервал од 4 до 10 степени. За подетелни информации во графичкиот приказ што следува.
Денес и утре христијаните го слават Свети Никола Чудотворец. Заедничко чествување има во Свети Николе, градот кој го носи името на светецот, и Прилеп, градот кој за свој заштитник го има овој светец. Свети Никола Чудотворец им помагал на луѓето, ги лекувал и бил заштитник на морнарите. Се верува дека на оние кои што го слават во Свети Никола треба да им се дадат подароци. Меѓутоа и они кои што го слават празникот по некој обичај на некој места на своите гости им даваат дарови. Дијана Иванова има повеќе за тоа како во Прилеп и Свети Николе ќе се чествува овој празник. Христијаните денес и утре го слават светецот Свети Никола. Колку е голема почита кон овој светец покажува и фактот што ова е најчистата куќна слава во Македонија. Организирано чествување има во Свети Николе, градот кој што го носи името на светецот, но и Прилеп, кој за свој заштитник го има Свети Никола. 65.000 традиционални посни сармички и оваа година ќе бидат дел од трпезата во Прилеп. Тоа е вековна традиција, официјално се слави 11 години. Многу значи за градот, навистина, откако Прилеп доби заштитник светец, градот тргна со едни крупни чекори во комплетен развој и од економски, и од инфраструктурен, културен, спортски аспект. Навистина многу значи за сите нас прилепчани. Добро е да се има патрон и исто така по примерот на Прилеп почна и сите градови и урбани средини во Македонија да поставуваат свој заштитник светец. Тоа е добро за зачување на традицијата, на православието, културата, она што низ векови не одржува нас како македонци православни христијани. Во градот кој го носи името на овој светец Свети Никола, чествувањето утре започнува во 8 часот со свечена утринска литургија. Во 11 часот е закажана свечената литија, а 1 час подоцна е делењето на славскиот колач и свечениот ручек на градскиот плоштад. Ова беше последната информација во дневникот на К1 телевизија. На сите наши гледачи кои што вечерва имаат слава во своите домови, им ја честитаме, а честитки упатуваме и до сите кои го носат иметот на светецот Никола Чудотворец. Ви благодарам за вниманието и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно.